Во петокот, во вечерните часови, во Домот на културата Злетовски рудар, во преполна сала, во свечена атмосфера, се одржа манифестацијата "Избираме најдобар спортист и спортска екипа на 2025 година. Општина Пробиштип ги прогласи најдобрите спортисти за 2025. Настанот започна со химната на Република Македонија, пошто раководителот на одделението за јавни дејности Ради Илиевски даде појаснување како дојде до тоа токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортист на годината и изборот на спортски клуб на годината. Почитувани, добро вечер. 7 година поред како општина Пробиштип ја организира манифестацијата "Избираме најдобар спортист на годината". Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес не само во развојот на спортот, туку и да ги поттикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. За големата поддршка на општина Пробиштип зборува фактот дека не само бесплатното користење на спортските сали и терени, а ги има во задоволителен број, и е една од ретките мерки во државата, туку и средствата што се исплатени на спортските друштва и спортските поединци од буџетот на општина Пробиштип во износ од 2.980.000 денари. Оваа година вака ја направивме процедурата. Ги повикавме представниците на сите спортски друштва кои добиваат финансиска поддршка од општина Пробиштип и кои всушност се активни. Од тој состанок произлегуваат предлози за сите категории кои што ги имаме предвидено и на кои со години нанасат даваме награди и признанија. Вечерва ќе прогласиме двајца најдобри спортисти, и тоа во категориите спортисти кои се надпреваруваат во рамки и надвор од општина Пробиштип. Ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2025 година. На оваа спортска манифестација ќе го промовираме и најнадежниот спортист на општина Пробиштип во спортската дисциплина карате. Ќе доделиме награда и за тренер на годината. Имаме посебни награди за наши врвни спортисти, а ќе дадеме златна плакета за трајни вредности во спортот. Годинава ќе доделиме награда за спортски подвиг на годината. Но да не откриваме се, ви посакувам добре дојде на спортската вечер, во која ги бираме најдобрите спортисти за 2025 година и однапред честитки на наградените и големи успеси на сите наши спортски клубови во годината што следи. На манифестацијата "Избираме најдобар спортист и спортска екипа на 2025 година" до присутните се обрати и градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Почитувани спортисти, тренери, спортски работници, почитувани гости. Голема чест и искрено задоволство ми е што вечерва сме заедно на оваа спортска вечер, посветена на оние кои со својата посветеност, дисциплина, пожртвуваност, со гордост го носат името на Пробиштип и дома и надвор од границите на нашата општина. Пробиштип секогаш бил и останува град расадник на спортски таленти, но со големо и богато спортско минато. Во историјата на нашиот град се испишани значајни спортски успеси. Фудбалски клуб со настапи во првата лига, ватерполо тим, силна традиција во боречките спортови, како и големи резултати, звучни имиња во кошарката и посебно во одбојката. Токму затоа, општина Пробиштип континуирано вложува во развој и унапредување на спортската инфраструктура, создавајќи услови за правилен и квалитетен развој на спортот. И оваа година инвестициите во спортот продолжуваат. Сакам да упатам искрена благодарност до Министерството за спорт
за обезбедените финансиски средства за реконструкција на фудбалскиот стадион и помошното игралиште, чија реализација наскоро ќе започне. Но нашата поддршка не се состои само во инфраструктурата. Инвестираме и во спортскиот дух, во младите и во здравите навики. Особено радува фактот што во последните години бележиме значајни активности и успеси во атлетиката, каратето, алпинизмот, како изголемен интерес за планинарството. Вашите резултати се гордост за Пробиштип и инспирација за идните генерации. Општина Пробиштип ќе продолжи да стои зад спортот, затоа што спортот создава здрави личности со силен карактер. На сите наградени им честитам од срце и им посакувам уште многу успеси во иднина. Ви благодарам и нека спортскиот дух продолжи да не обединува. На настанот присуствуваше и представник од Министерството за спорт Илија Ристевски, кој е од кабинетот на министерот за спорт Борко Ристовски. Ристевски ги поздрави присутните. Добро вечер, почитувани присутни, почитуван градоначалник, почитувани претенички, почитувани советници, но пред се почитувани спортисти и спортски работници. Мене лично ми представува особена чест како дел од Министерството за спорт да присуствувам на ваков настан кој што ги обележува спортистите на годината, односно спортистите на општина Пробиштип. Како и што кажа водител на неговото излагање, тоа и нас како Министерство ни е особена цел, односно младите лица, младите кои што се од оваа општина и од целата територија на Република Македонија, да ги одвикнеме од тие пороци, но и од тие модерни трендови кои што се од тренд во денешницата, односно преку вложување во инфраструктурните проекти кои што напомена и градоначалникот, односно со помош на Министерството за спорт се реализира проектот за во моментот ќе се реализира проектот за реконструкција на стадионот во општина Пробиштип и од тука би порачал уште една благодарност посебно до градоначалникот за неговата покана и ни особена чест и задоволство што сум дел од овој настан. За најнадежен млад спортист за 2025 година беше прогласен каратистот Михаил Томев од карате клубот Вадо Карате до Унија. Ова признание вечерва што го добил за мене представува големо задоволство, бидејќи веќе 9 години активно се бавам со карате и навистина ми лежи. За тренер на 2025 година беше прогласен Љупчо Русевски. За спортски клуб на 2025 година беше прогласено Спортско-планинарското друштво Пробиштип, кое доби диплома, трофеј и вредностен ваучер во износ од 20.000 денари. Спортско-планинарското друштво Пробиштип на оваа манифестација доби и благодарница од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски заради особен придонес во гаснењето на пожари и пронаоѓање на исчезнати лица во изминатиот период. Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција на општина Пробиштип за Лидија Илиевска, Лалица Митовска, Микиле Питков и Зоран Стојановски. Почитувани присутни, најпрво сакам да поздравам и да се заблагодарам на организаторот на оваа свечена манифестација, општина Пробиштип, за доделената плакета, која за мене и за останатите спортисти представува големо признание, бидејќи е еден вид на сатисфакција за се она што сме вложиле и дале за спортот. При тоа презентирајќи го нашиот град, како низ Македонија, така и пошироко. Што може да се каже за тој период, односно тоа време кога игравме активно и се надпреварувавме? Прво, тоа е огромниот ентузијазам кој го имаше кај сите спортисти, но и кај населението на Пробиштип. Исто така, љубовта кон спортот и желбата за успех беше пред материјалната корист. Полните трибини, пофалбите од граѓаните, исто така скандирањето на нашите имиња ни значи многу повеќе од било каква финансиска корист. Интересно е да кажам дека според бројот на жители во тоа време Пробиштип беше еден од најхубавите градови во Македонија.
имаше голем број на клубови, мислам некаде околу 12. Сите тие клубови има своји блескави моменти, со кои што и ден денес се прераскажуваат меѓу населението. Сакам да спомнам еден таков момент, кога кошаркарскиот клуб Пробиштип за прв пат од своето постоење успеа да влезе во првата македонска кошаркарска лига и тоа беше еден навистина историски успех. Еуфоријата која што се создаде тогаш и огромната радост беше навистина незаборавна. На крајот сакам уште еднаш да се заблагодарам на организаторот на оваа прекрасна свечена манифестација и да упатам една порака до помладите генерации, во што поголем број да се занимаваат со спортот, бидејќи спортот може да им донесе многу бенефити во нивниот понатамошен живот. Прво, почнувајќи од здравјето, преку социјализацијата и стекнувањето на самодоверба, па се до донесување на правилни и добри одлуки. Во 2025 година Спортско-планинарското друштво Пробиштип направи повеќе подвизи за освојување на голем број планинарски врвови, но ниту еден од тие подвизи не го привлече вниманието како подвигот на Горан Митков, кој го освои најголемиот планинарски врв Арарат со 5137 метри надморска височина. Признание за спортски подвиг за 2025 година доби Горан Митков. Пред се, ова признание представува еден голем подвиг, еден голем за мене успех, кој што самиот ја себе си го донесов, тука се заслужни повеќе лица, како на пример луѓето кои што ми помогна, кои што беа цело време дел од мојата експедиција, тоа се најголемото друштво во Македонија I Like Hiking, начело со водичот Славко Новојановски. Сакам да ги поздравам нив, значи тие се ми како беа 10 дена таму како фамилија на Арарат и голем поздрав и придос кој беше ми како навигација и како председ другар и врвен планинар, тоа е господјата Емилија Радевска, кој што е тоа дел сега тука од нас и многу голема благодарност голема благодарност за мојата фамилија и многу успех на сите планинари и да сите да дочекат вакво нешто. Јас се чувствувам горд, значи успех како високогорец со големи признанија и ова година планирам, значи 2026 година да одам во Русија на Елбрус, најголемиот врв во Европа. На манифестацијата златна плакета за трајни вредности во спортот доби Ангел Коцев. Во фудбалскиот клуб Рудар можам да кажам дека со доаѓањето на Манасиев Груица, мене, Коцев Ангел и сега покојниот Монев Слободан, а подршката која што ни ја даде Ѓоргиев Симеон, момче, ние успеавме да створиме една еуфорија, една надеж дека клубот може да се надпреварува во поголем ранг, односно во Македонска фудбалска лига. Тоа успеавме, го направивме, постигнавме одлични резултати, меѓутоа 6 години успеавме да се одржиме таму. Јас имав уште една прилика, подоцна, 15 години играв фудбал. За спортист на 2025 година кој се надпреварува во рамки на општина Пробиштип, по втор пат е натрофејната каратистка од карате клубот Вадо Карате до Унија, Бојана Пешовик. А за спортист на годината кој се надпреварува надвор од границата на општина Пробиштип е Филип Савовски. Тие добија диплома, трофеј и вредносен ваучер во износ од 20.000 денари.